бекстејдж, на наше огромно задоволство и радост, повторно во преубавиот амбиент на Star Ocean, кинескиот ресторан кој што се наоѓа во центарот на Скопје, и секогаш разговараме со најкомпетентната тука, Силвија Лиу, секогаш пријатна за разговор, меѓутоа и знаете многу убаво да ни ги објасните специјалитетите и на некој начин да ги примамиме гледачите да дојдат и да дегустираат од сето ова што денес ќе го видиме. Што е ова денес тука, Силвија, и како сте денес, прво да ве прашам, некако во раш аур ве фативме тука во работа? Денес презафатено, во фаза сме на реновирање, секогаш гужви, меѓутоа така е убаво, сакаме таква енергија да има и гладно, и секогаш кога сум гладна, велат уште поубаво правам презентација. Нормално јас оваа храна веќе научив да живеам со неа повеќе од 20 години, сум во брак со мојот сопруг и ме научија на многу нови работи, нов начин на исхрана кој што природно го прифатив, бидејќи своето тело го почувствував многу поразлично од порано. Имав проблем со тежината кога бев помала, со многу бавен дигестивен систем и буквално другарките викаа лели овоше да јадеш, овоше ти се фаќа, меѓутоа доказ е кинескава кујна дека не е така, сега јадам се што сакам, а никако не ја враќам старата тежина благодарение на начинот на кој што ги комбинираат зачините и самите специјалитети како ги прават, испадна дека мене многу ми одговара. Што имаме денес тука, што подготвивте за бекстејдж? Секогаш изненадување и секогаш нешто ново за бекстејдж. Нашиот готвач, кој што е веќе 4 години кај нас, има 30 годишно искуство во кина, тој е постар, 52 години има, меѓутоа искуството негово е големо во многу ресторани во Кина и гледате како внимава и на декорацијата и на начинот на кој што се сервирани специјалитетите и на боите. Ќе почнеме со компирот на ленти. Често имаме прашање од нашите посетители во нашите фастфудови во Рамстор Сити Мол Изгейт. Имав повик од гостин кој што рече зашто служите компир на бифето, тоа е македонско, каде што готвачите многу се смеја на таа реакција, вела дека и во Кина има компир и во Кина многу го негуваат компирот во различни специјалитети, меѓутоа различно го прават. Вака навидом компирот на ленти, сецкан со сатар, гледате колку тенко, е една техника на сечење која што е многу тешка за готвачите, бидејќи ако го исечат, треба да го исечат на еднаква дебелина и се пропршува во вок тава, ако е премногу дебел ќе биде како помфрит, ако е премногу тенок ќе изгори и полужив. Често се плашат гостите, велат да не кренеме температура ако го јадеме вака, меѓутоа ова е една топла салата од компир на ленти, која што е многу позната во Кина, се вика тутер сир, и секогаш кога ќе дојдат странци или кинези ја нарачуваат оваа топла салата од компир на ленти во луто сладко кисел сос. Има чили пиперчиња. Овој специјалитет е тофу. Имаме на различни начини спремено суво тофу и тофу во сос со шитаке печурка. Шитаке печурки употребуваме исклучиво свежи. Тие се многу меки на вкус, здрави. Знаеме шитакето дека е поскапа, спаѓа во скапата печурка, поздрава, поквалитетна, нели, за разлика од шампиньоните, и оваа печурка во комбинација со тофу во сос е навистина бомба од витамини. Тофуто е многу добро за протеини, за сите оние кои што имаат слаба крвна слика и сакаат да имаат здраво тело, меѓутоа тофуто само по себе нема вкус и затоа ние секогаш му ставаме сос да биде интересно и примамливо гостите да може да го јадат, бидејќи сепак освен да е здраво да биде и вкусно. Ова е значи вегетаријански специјалитет за сите вегетаријанци. Најпродаваното говедско месо во нашиот ресторан. Суво крцкаво говедско во луто сладко кисел сос. Криспи јунешко месо, секое парче месо е обвиткано во кинеско кари и во смеса што самите готвачи ја прават и се пропршува во луто сладко кисел сос, каде што сладкиот сос не е од мед. Морам да напоменам, ние не користиме мед во исхраната и навистина е кога се јаде врело, препорачувам гостите да го јадат на лице место, не за носење, бидејќи вкусот менува кога ќе кондензира, нели, самата топлина на храната во кутијата. За нијанса се менува вкусот, а додека ако се јаде на лице место врело е навистина нешто што е мое омилено јадење со години.
еве суво крцкаво тофу во комбинација со ракчиња. Може да приметиме дека морското и овде, значи свежи ракчиња со нудлси од вид на кинески грашак. Овие нудлси не се од брашно, туку се многу тенки, диетални. Обично жените ги користат во породилниот период или во период кога се на диети, на режим на исхрана. Од оздола се сервираат нудлсите, а од озгора свежи ракчиња со лукче. Овој специјалитет има доста лукче. Ова ми е омилено јадење новогодишно, кога ќе дојде нова година, тогаш дека мора на софрата да има морско. Јас секогаш го препорачувам и го јадам за себе овој специјалитет, бидејќи лукчето во комбинација со нудлсите и ракчињата ми е сосема доволно за цел оброк. И за крај го оставивме главното. Да, нешто што не може да одолее нашата популација. Ова е јунешко месо, спремено во вок тава, кој што е прво динстано, во затворен вок, за да внатре да биде меко и сочно, и потоа е пропржено само неколку секунди за да добие ваква боја. Гледате колку е меко. Никогаш во овие емисии не сме споменале кое е вашето омилено јадење од кинескава кујна. Дали вие имате нешто кое што ви одговара најмногу на вкус, меѓутоа и за организмот, бидејќи кажавме дека е ова здрава кујна? Да, мене лично најомилено ми е суво луто крцкаво говеско од месата. Додека ако треба да одбирам како би се хранела од еве на неделно ниво, од 5 дена во неделата би одбрала морско. Морско со нудлси од вид на кинески грашак, овој специјалитет, да, дефинитивно се чувствувам најадено, полно, лесно. Ви благодарам многу за гостопримливоста и денес останува тука екипава присутна да ужива во овие специјалитети и секако гледачите кои што не следат да дојдат и да пробаат нешто поразлично што истовремено е здраво, има нутритивни вредности, но и е поинаков вкус од она што имаат можност нели секојдневно да го внесуваат преку македонската традиционална кујна. Ви благодарам на присуството, па да дегустираме и ние.